До крајот на овој месец ќе има дефинитивни одлуки за кадровските промени во владиниот кабинет, најави премиерот Христијан Мицкоски, откако вчера вице-премиерот Арбен Фетаи си поднесе оставка. Во неа тој вели дека повеќе не постојат услови да ја извршува функцијата ефикасно и ова е најдостоинствената одлука што ја донел. Дали сум целосно задоволен од она што го постигнавме? Секако дека не. Секогаш има простор за повеќе, за подобро и за побрзо, но дали работев со најголема посветеност за да поставам здрави темели врз кои може да се гради понатаму? Без двоумење да. Заминувам со крената глава и со чиста совест, пишува Фетаи. Мицкоски вели дека за сите промени ќе разговара со коалиционите партнери, а колку мина од кабинетот ќе бидат опфатени дали ќе има некакви промени во соодносот во извршната власт. Откако знам на Максим Димитриевски остана без еден пратеник. Премиерот не прецизираше. Не знам, сега сум посветен. Не знам дали ќе продолжи да биде дел од. Сега сум зошто да не продолжи, не знам. Имате вие информација што јас немам? Помалку затоа. Пратеник помалку. Така ако гледаме тогаш има и други коалиции, мислам партии во коалицијата што имаат помалку или повеќе пратеник. Тоа е жива материја, динамичен е тој процес, не е тој процес како да кажам. Но ајде да се вратиме на суштината. Сега сме посветени на натрепартиските поместувања, реструктурирања. Тоа отприлика планираме да го завршиме до средина на јуни и веќе втора половина на јуни да седнеме со партнерите и да разговараме. Мицкоски ја оцени како неточна информацијата дека вице-премиерот Арбен Фетаи со месеци не одел на работа, иако според официјалниот вебсајт на владата, последен пат службена активност тој имал пред повеќе од 3 месеци, на 20 февруари кога говорел на настан за денот на мајчиниот јазик. Откако се отворија дилемите дека тој воопшто не оди на работа, а зема плата, Фетаи се појави само на социјалните мрежи со фотографија од Банкок, Тајланд на крајот на април.